Драги мои, добре дојдовте во најновото издание на Ништо лично. Вечерашната премиера оди на 1 април, велат денот на шегата, денот на смејата или денот на лагата, не знам. Ама нема врска, се лажеме секој ден, а што не би можеле и денес. Ама нема да се лажеме. Сакавме да имаме гостин или да се лажеме. Ама не ни дојде. Не. Шегата на страна. Човекот е тука, а кога се работи за човекот, е човек кому смејата му е професија, екзистенција, пасија, хоби, не знам како да го наречам. Се што е во животот му е горе-долу врзано со шегата, осем оние сериозните работи за кои ќе позборуваме малку подоцна. Велат кој се смее, како се вели, последен најсладко се смее или ако е последен него сватил вицот, во зависност од тоа каков ти е интелектуалниот потенцијал. А што се однесува до интелигенцијата, велат нема глупави луѓе кои можат да бидат комичари. Токму таков е и нашиот денешен гостин, не случајно избран за оваа прилика. Човекот кој од мали нозе ќе влета во актерството, во глумата, сте го гледале, или оние барем повозрастите го гледале, ако не ги репризираат и сега, оние познати серии на македонската радиотелевизија, кои се всушност снимени пред не знам колку години, ама останаа како вечно богатство. Наше мало и сите останати кои ги паметиме од Дајте музика па наваму. За подоцна да и самиот сериозно влета во актерските води, она што се вели, ако и тоа претходно не било несериозно, завршил на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Со години беше, или неколку години, беше дел од театар комедија, меѓутоа пошироката јавност, на која не оди само во театар, или не оди воопшто во театар, почна да го препознава по неговите стендап настапи. Еден од пионерите на стендапот или стендап комедијата во Македонија, човекот кој има безброј настапи во разни меани локали, угостителски хотели, не знам каде веќе, но и во сали на домовите на културата, па и овие поголемите сали, како што е неговиот следен настап за кој ќе зборуваме исто така. Човекот кој стендап комедијата од Македонија успеа и да извезе надвор од границите, еден од оние кои не представувал, или од ретките кои не представувал во така наречената куќа на смеењето во Загреб, во Република Хрватска, но и човек кој знае како да ги употреби, а не злоупотреби, напротив, сите оние актуелни дневно-политички случувања и да ги претвори во смешкаоти, велат смеењето е здраво. Ако е така, ајде да се смееме, па да видиме кој последен ќе остане насмеан. Веројатно јас, вие сигурно не, а нашиот гостин е тој кој е задолжен за смејата. Овде и за, Бога ми, за зборувањето. Добар ден, маестро, како би рекле тоа, маестро на шегата Бојан Велевски. Добре ни дојде. Добре те најдов, ти благодарам на прекрасната најава, дугачка најава, реков ќе збори, кам ти ќе збориш сега. Не, јас сакам да, ако мислиш дека е монолог стендап дека ќе држам, нема. Ме најави ко се осетив ко градоначелник едно време, викам што направи човеков едно, друго, трето, викам сега. Статива партија да основам, викам чекај. Нема и доста партија. Сегде сум настапал освен у Мејана, што наброја од клубови се, а у Мејана неам настапуено. Иначе на другите места сите. А во Мејана е, како се вели, народскиот простор. Може во почетоците и да сум бил, ако го рачунаме тоа у Берово за таа ресторан беше така, не беше баш Мејана. Ама може да речеме у Берово дека подсетувало малку на Мејана. Не е умрс, не, мислам дека више не постои кафанава, ама беше баш кафана и тогаш во почетоците 2012 може да се каже, тогаш и многу не биравме, беше битно само да добиеш искуство. Так. За нас или за сите нас велат кои не сме комичари дека секој ден не ни е Велик ден. Дали на комичарите секој ден им е 1 април? Абе види, ти преска рече задолжен за смејата, за да ме јас приватно не сум тој
тој лик е баш прескот на телефон, збори жена ми нешто со една пријателка и ми вика, бе, тебе денеска ти е на спикер, ја слушам нешто. Вика, бе, тебе секој ден вика дома со Бојан ти е. И она вика, оди посети со него 2 сата. И Ке видиш што намќоре. ќе го вратиш одма, знаеш. Да не е така за Си нас. намќор приватно? Абе, не сум намќор, него... не сум намќор, не, намќор не сум. Може би да ти изгледаме се у Кичево на враќање, се враќам за неке Скопје на бензинска и сега као имав еден клип тамо, сега од овие што ги правам у кола, и имаше една дешавка у Кичево за тој што јавил со бомбата. И сега таму на кичевски дијалект малце зборам како јас су бомбата, не може. Нешто зборам на кичевски, се влагам на бензинска. Со наочари за сонце, сега сонце беше. И сега не ги вадам наочари на брзина да завршам. И наредени вака 6 души на бензинска и сега ме влагам ја и ме гледаат. Ја ги гледам нив. Они ме гледаат мене, јас си продолжив на веце, ме разбираш. Искачам назад, пак ме чекаат 6 души ме гледаат. И сега викам, другари, викам, шо е фркава сега? Абе вика, сите сакавме демек да ти кажеме, јас су бомбата, ама ти идовме намќор. Викаме, не сум намќор, како ме виде ти намќор дека преку наочари? А ја, брат, замислен сега, шо ме чека у Скопје, шо ме чека утре, оти се и ние сме луѓе, мада се трудам низ град кога движам да, ете, имам едно лице кое што така понасмеано, ама со годините, Антонио, како оди, енергијата ми се намалува. Цица времето. Да, не, озбилно. Не е дека сум намќор, некој пат се и луѓе ми викаат, те гледам у кола, ми пишуе, пример, до мене на семафор бил. И после 5 минути ми стига порука, ти дов у кола, шо беше толку нервозен? Абе, не сум, бе, брат, у сообраќај каков да видам. У гужва, каков да, еве, каков си ти, брат, у сообраќај? Со сев си ти посмирен, бога ми. Сега посмирен си? Добро. Ој, како, што така да те прашам, да се вратиме на тема. Да. Театарот прва љубов, а стендапот лошо друштво, или ти беше кој те расипа као актер, или ти беше појас за спасување кога ти беше најтешко да ти ја спаси кариерата? Па не, види, театарот ми е љубов, да речеме. Во тоа време, кога сум одма после факултет, тие години, сите тие работи што ми се испослучува одма после факултет во тие 2-3 години, не би му ги посакал. Ја душмани, мислам дека неам, па сега да речеш на душман да му ги посакаш, еве вака некој душман неам, ама ни на ниеден колега не би, на ниеден човек што се бави со ова во светов не би му ги посакал тие 3 години. Така да мислев дека од тогаш дека без театарот не можам да живеам. И се уште мислам дека не можам да живеам, само некако со текот на време влегуваш во еден момент се навикнуваш. И она што вика човек на се може да се навикне, што вика Владе Енески една песна, човек на се навикнува, така и мислам дека и секој може да се адаптира на околностите, време треба, боли, процес е, ама тоа те прави после посилен, подобар, поквалитетен. Све што нема те убие, те прави. Па, реално има многу вистина во тоа, знаеш. А стендапот било гума за спасување тогаш, со тоа што јас едноставно сум си ја барал среќата. Од гума за спасување се јахта стана кој што. Па сега е како ти кажам, сега ми вика како, вика тебе тоа професија, бе не ми е професија, другари, мене ми е хоби. Добре, реков, кој што си го претворил во екзистенција. Кој што па не ни живеам од стендапот, ама е нешто што ми хоби кое што го работам максимално професионално, ја вака да го срочиме. А не ми е екзистенција, не ми е битно дали ќе направам еден или 100 настапи, љубов е. Така. И сега после се кај се чувствуваш повеќе свој на штиците што живот значат што го викаат театарот или на стендап? Не, театарот е нешто што не можам да го... Затоа сум роден, како ти кажам, кој ќе рече, нели како викаат Господ му го дал тоа. Born to be actor. Да, како што сега тебе некој ти го земе, речеш од утре веќе не си новинар, не си на телевизија, не си на радио, не пишуваш текстови, тебе е како да ти душа да ти ја земал, ме разбираш. Така и ова. Не можам да речам дека можеби ме нема, но до година планирам да тоа се промени, конечно веќе да се вратам на тој терен, кој што го сметам и за мој терен. Тоа што ме нема не значи дека не е мој терен. Така е. Што е потешко? Да си сериозна улога или комична улога? Потешко е да расплачеш публиката или да насмееш? Тоа е вечна дилема сега, како ти кажам. Да се биде или не? Па, вечна дилема е озбилно. Види, некој мене со
праксата низ годините ми е многу полесно да ја насмеам публиката. Тоа е едниот момент. Другиот момент е тоа што јас што викам, една жичка која Господ давал, кај тебе една жичка оставил плюс за комедија. Мислиш ли дека сега хендикеп утре Хамлет да ти дадат да играш? Ќе почна се смеат кога ќе Утре не, ама да влезам малце у форма за 2-3 години, зашто да не? Нема почна се смеат кога ќе излезеш на сцена. Да, види, тоа е перцепција, знаеш, како луѓе тоа е навика, пак што збориме, навика. Искачаш на сцена и сега да се биде или не, го гледаш Бојан тука малце проблематично, али види, у принцип, драмски актер има проблем со комедија. Немаат осет. Осетот е многу битен во комедија, осетот е милисекунда. Чувство за осет, човекот. Да, чувство за осет. Или сенс за филинг. Значи драмски актер, ја пошто сега сум работел и со глумци што се во театар што сме играле, кои што се декларираат како бека јас сум драмски актер, дај му комедија и знаеш имаат проблем. Со дистанција игра комедија. И сега ги гледам, сега нема да ги именувам нормално, бев малце во театар се прошетав овие 2 години, одам доста гледам представи и колеги, некои ми се у класа колеги, некои и вака од факултет што сме биле тука со годините заедно сме учеле. Гледам, брато, комедија, прекрасно поставена комедија, фино сработена, све окей, го гледам бе со дистанца, као, другари, ја не сум ова сега да знам, као на публикава, јас пошли го познам, може приватно, го гледам и како да им вика на публикава, сега ќе направам смешка, ама да знаете, ја не сум ова, ќе дојде другата представа да ме гледате. Дела се глумците, тие што се за комедија, да ту театар комедија, тие што се за Аби тоа с досадува. трагедија, да ту не знам, умната у Види, драмски. театар комедија с досадува да играш ти комедија цело време. Како театар, не зборам за во театар комедија, Како институција. Не ти досади? Абе како не ми има периоди, сега барем јас сега научив низ годините да го контролирам тоа колку настапувам. Добро, таа и да стигнеш до таму да бираш колку настапуваш, со годините си доаѓа и со кариерата нормално. Јас сум еден од оние кои што најмалку настапува. И нема ја у Скопје може да ме видиш 2 пати у 3 години. Захтевна ли е македонска публика? Како и секоја публика. Не сме едноставни како публика, како со годините се развива, да речем, и вкусот и нормално и кај публиката се развива тој момент на бираат што сакаат да гледаат, кого сакаат да гледаат, што точно сакаат да гледаат. Веќе тоа Има ли граници у хуморот или се е дозволено ако е смешно? Не. Мислам све е дозволено. Граници сега, да речеме, Не знам, типот на вулгарности, типот на пцости, типот на... види. Океј, ќе опцуеш, ама... Не, види, пцовката во стендапот како слободен, ајде сега вака народски да го кажам слободен израз, пцовката е прилично алатка. Не е како, Да. значи, ама е алатка. Пцовката може да биде алатка во смисла коментар на нештото. И за подкаст викаат ако нешто е стендап у глума, подкаст уводителство. Па сега, како ти кажам, али у принцип... Слободно било, демек. Па па реално тука е послободно, што? Ти на една телевизија да речеме е послободно, на МТВ, например, ќе ми искочи од реализација и ќе ми мркне ножот. Да каже сега. Сам сега реално, знаеш. Добро. Па таа постара генерација особено. А инаку во стендапот вулгарностите многу е битно, а кај нас гледам сега тоа малце овие 2 години некој со сила го бута као тренд. Вулгарностите темите да не ти се базираат на пениси, вагини, клиториси, сперми, цицки, сега се извинувам, морам вака да го кажам за да биде Слободно да е послободно. Не, да го доловиме, јас само цитирам, и дури пениси, вагини ми е како Да не ти е културен стендап сум. за друга, да не ти е стендап. Па не, иди, види. Реално шоу да не ти е. Мене не, јас само кажувам, не, јас дури, пази, колку се дистанцирам од тоа до тој степен во период, сега сум многу озбилен. До тој степен се дистанцирам од дури имам еден тип на направена на една мини самоцензура, квалитативна самоцензура, колку да звучи апсурдно. Не, имам изфрлено све што е низ годините како си растал, сега имам ја теми, сега некоја секс што сум ја обработувал малце поексплицитно и како сега тоа во еден момент некој го става на маса и го збори пред маса народ, цитирам, пушев кур, ова е цитат. Ја викам, другари, чекајте малце, ова не е сликата за стендапот во Македонија, не смееме да дозволиме.
Јас сум еден од оние кои што имаат основано од основачите на стендап сцената. Имам поинаков тип на одговорност. И јас имам една само автоцензура направено да све што сметам дека е под ниво за моите години и за она што сум го оставил за себе до сега, имам исфрлено све што е од тој тип на Кај хумор. сме ние Бојан во однос на овие од регионот? У стендапот, може да им парираме? У квалитет да. Гледам многу хрватски стендап комичари сега. Во Словенија е стендапот особено. Во квалитет мислам дека ние на сцена Во имаме Србија, ама двајца, тројца играчи кои што можеме да бидеме во таа прва 15-ка, да речеме, 12-ка. Да не е 10-ка, пошто така е 30%, сме мал пазар. Мислам дека во квалитет зборим, како изведувачи. Значи, не најпопуларните не се по дефолт најквалитетни. Тоа нема врска често. Пати нема везе. Све е тоа маркетинг, барем сега со социјални и мрежи. пејачиве така вика. Па и исто, значи најквалитетните не значи дека се најпопуларните најквалитетни, далеку од тоа. Меѓутоа во она што е квалитативна смисла на зборот кој ќе ги наредам вака се у глава дел од изведувачиве, мислам дека двајца, тројца од Македонија можат да бидат на таа мапа во квалитет во првите 10 на 12 луѓе. Меѓу башки и женски стендап комичари. Кој е предност? Не. Пејачиве жениве знаеш како ќе облечат минич, деколте и вадат бакшиш. Да не звучам сега као стереотипно, ова не малце сега. Не знам, Као мене ми машка е шовинистичка Да. вишка да не речам. Не сакам така да звучам, сега стварно јас сега на прашањава што ми ги поставуваш, се трудам скроз од Ти почна цензура у глава да правиш одма. Не, се трудам да ти одговорам стварно од позиција на некој кој што го работи ова долги години, не да биде тоа на прва топка. Многу ги почитувам жените кои што се бават со ова, бидејќи е многу тешко. Второ, на жените им е малце потешко, бидејќи во светот владее едно генерално глобално мислење дека жените се многу помалку смешни од мажите. Додуше и самите комичарки глобално, не нашиве тука, глобално се сами криви за тоа, бидејќи темите што ги пласираат на социјалните мрежи генерално најчесто им се врзани со бев со овој, спиев со овој. Вака беше на дејт на состанок, вака ми збореше, што абе другари, а сега ти имаш некој маж збори за машината за перење со програмите, не можел да се снајде. И сега ти имаш маж што збори за тоа, ние збориме и за секси за се, ама збориме и за тоа, збориме и за еден куп други теми, политика, овона, и ти генерално не можеш да видиш доминираат тие теми кај жените во светот, кај комичаркиве. Не кај сите, ама сега генерализира малце, али тој момент ја носи кај нас како публикот, и јас сум публика во одреден момент, нели? Мене мажите ми се, немам вака женско да ми кажеш, ова не ја гледам. Некоја фора која сакаш да провариш, што с некој правиш ти проба, имаш ли скоја лакмус тест што вика да ќе биде зелен или плав? Еве сега правев после прв пат после години, може 7-8 години. Ако помине, ако не, ништо ја фрлаш. Се појави во Public Room со 3 настани на еден исти текст. Текстот кој што го спремам за турнеја во текот на годинава. Чат GPT и македонците, или некој така ќе биде насловот, не знам, го пробав во Public Room 3 пати. Саат време, материјал нов, од нула. Помина? Па првиот, луѓето си поминуваат супер, сега јас си ги знам маките у позадина. Сега тоа си се мои оценки и треба бидеш само критичен нормално. Првиот, пак ќе речам, луѓето и на првиот си поминуваат супер, него јас за себе си викам добро Бојане првиот на гурање, што е нормално. Од тие саат време материјал нов. Многу е тешко тоа. Тоа е најтешко. Има комичари на сценава другачија работат. Закажуваат 20 настапи у годината у Public Room, 50 луѓе, ама он си пробува материјал. И тоа е легитимно. Јас тоа не го правам. Пример, јас имам момент каде што не сакам да сум премногу присутен, не сакам да сум премногу условно речено достапен, во смисла сегде да ме гледаш да ме има. И од друга страна работам и други работи кои што ми земаат време, и од трета страна сакам да си го чувам како се тоа
средбата со публиката да не биде посебна, да не биде секаде и секогаш и во секое време, ме разбираш? Да не вика, аман бе од овој пак. Па да, и сакам да се гледам со публиката кога и двете страни го осеќаме тоа како потреба. И во Public Room правев прв пат така, закажав 3 настани со 150 луѓе, ги го пробав материјалот и третата изведба фактички го затворив, ги снимав сите 3 изведби. Третата ја затворив и сега ми е на YouTube. Само јас ја гледам, си ја анализирам, си ја дотеруjem и ќе биде спремна. Колку е стендапот близок до монодрама, да речем? Не. Таму сам човек, овде сам човек. Вака, све што уклучува режија. Значи, до текст, да речеме, и текстот Добре, треба. тука има режија. Некој и ти си го режирал дома. Добро, ама тоа сум ја. Значи тоа сум Па, од многу луѓе мене. што си ги Не, тоа е режираат не ја. монограмите. Не, зборам како комичар. Тоа е од комичарот за комичарот. Тоа си ти внатре. Не е како дојде некој пишан ме гледа. текст. Сега гледам има, мислам, се мислам на паметов се чудам. Неќам да именуjem, неќам пошто ќе ме сваќаат лично, не сакам. Пошто не е поентата лично, јас што вика Васко Евтош. Ништо лично, бе, друже. Да, ништо лично, браво. Ја не анализирам, вика, луѓе, анализирам состојби. И сега имаме состојба. Стендап со таа и таа небитна особа, текст тој и тој, тоа некако се голта да речем, ајде. Ама режија. И си пишал горе стендап. Мислам, луѓе. Стендап нема режисер, нема потреба. Каква режија, каков стендап, луѓе, тоа е неписменост. Тоа е неписменост е тоа. Стендап и режија, луѓе, тоа не постои. 30 евра карта, филхармонија, писам. Во ред, немам проблем, нека работи секој, ама луѓе, не вреѓајте. Ни го вреѓате, не вреѓате сцена, мислам, ние сме, јас сум еден од кој што ја стварал сценава, не вреѓате сите со тоа. Мислам, не е во ред, токо земам сега ја да пеам песна и да речам, еве, сега концерт ќе правам, дојдете ми сите, сега пејач сум ја од утре. Па ги вреѓам сите што се пејачи, што направиле нешто у животот, мислам, како да ти кажам, секој нека работи. Глумец бил тамо, глумел нешто, кај глумел, небитно, глумел светски глумец, браво. Гледа дека стендапот оди, ајде на стендап. Доаѓаат луѓе утре дента ке мене, на утре дента после недела дена нас, вика дававме 30 евра, вика жали Боже парите, дојавме кај тебе да се насмееме. Во ред, секој нека работи. Не мора да било кај мене, кај било и други колеги исто ми го кажуваат, вика биле тамо, вика 30 евра карта, деме холивудски глумец, брат, тереј работа, бркај супер. Ама не прави глупи. Сваѓаш, не правите глупи, не прават глупи. И сега нормално, луѓе, Македонија е, сакаме да видиме и окей, одат луѓето и после тоа викаат, знаеш, бев на стендап, некои луѓе прв пат одат на стендап кај тие луѓе. И вика, вика тоа седеше, тој таму раскажуваше приказки. Утре ја објавувам стендап, вика, шо ќе барам? Да. Бев видов глупо е. Све си има плюс и минус, ама тоа е. Кога сме кај плюсот и минусот, кажи ми, која ситуација ти била најнеподнослива, најнепријатна, кога си бил на сцена на стендап, а која ти е, вау, ти останала најмногу сеќавање, имаш ли такви? Имам 2-3 такви, едната ја кажувам на настапи, не сакам сега да остане, туку ќе остане. Оти се малце е адаптирана, ама Ако ме кажи, Ма не, сега ти кажи за тебе ти е окей, тука кажи рилови да вадиш, ама добре, плати ме, кажи. Не, имаме една дешавка во почетоците. У принцип, шо може да ти кажам што ме нервира? Ме нервира кога на настап дошле сега 200 луѓе, примеру клуб, затоа и ретко ме гледаш по клуби, ме нема, од таа причина имам. Прашам после што те нервира, што те воодушевува, кажи ми. Дешавка. Дешавката која најмногу ти извадила од папучи и онаа која те воодушевила. Сега ме извадило од папучи. Плюс и минус. Ме имаат извадено од папучи поише ствари, али една уберово е, тоа на почетоците која, знаеш, брат, чекаме една маса саат време, не доаѓаат. Ги чекаме сега, Берово е 2012. Првиот настап у Берово е мој. 2012. Оти ти е потеклото од таму? Не бе, па ти нема везе, така се погоди. Сега јас ти ги кажам како ситници. Така, добро. Првиот стендап у Берово е мој. И идеме таму са Берово, мала средина, знаеш, не е. И стендапот е далеку од
како да ти кажам, далеку од нула, шо е тоа, 2012 година. Од Скопје не знае, не убира. Не бе, никој не знам, сам реално, далеку беше од популарен, нели? И сега тоа се ветерниците наши, тоа е она што ме пизди, нашата борба што сме ја имале и сега некој доаѓа стендап и режија став. Дај бе други. Работете стендап, ама не се брукајте, сваќаш. Небитно. Чекаме една маса, 4-5 души. И сега ја газдам му викам, друже, сега имаме 60 луѓе тука. Да тргнеме. Да тргнеме, да. Добро, ајде, добро. Почнавме ние, тераме, каснеме, ја дојдоа. Терам јас со настапот и едно време, а позади мене еден сајзер тука. Сајзерот си стои. Да. После тебе свирка. Да, нешто. И не знам. И овие дошле со девојка, 3-4 беа души, така, со девојчиња све, така, парови и терам јас со настапот и пример зборам нешто сега машко-женски односи, тој ајбе сега ти ќе кажеш за жените. Викам добро, зборам нешто политика, Бранко, Љупчо, Грујо, нешто. Ајбе сега нека само Грујо не го пипај. Ајде, викам добро, и едно време ми преку глава ми дојде и ги грабнав еден по еден. Ама тоа е, како ти кажам, сега не се сеќам што сум им зборел, ама се сеќам вака дека тоа не беше нормално, мислам. Јас од сам себе се изненадив. Урневе со смење. Ама ги убив, не бе ги убив од зеба, ги убив. А другите се сме како рекли. Сите се смеат, овие не знаат кај да се свртат со девојките дојдени. Газата од таму, од кујна, вака ми прави. Вика нема, вика стои, вика шо правиш? Викам нема, викам готово. Ја на него вака правам, брке работа сега ти, јас сум тука. И нема везе, стана си отидоа. Заврши настапот. Доаѓа газдава. Уплакан, таков го гледам светот мој, слушам, викам, вика шо направи бе? Шо направи? Викам шо направи бе? Вика Денио, вика сега на Беровски не може да го фатам. До Штип се снаоѓам, до Патарината, натака, потешко ми. Вика Денио на началнико, сино. Тај другио вика на пратенико, сино. Третио вика на директоро на УЈП тука регионалнио. Четвртио не знам шо. Вика, ќе ме затворат, вика ја готово со кафаната утре, вика да банкротира. Викам друже, тоа е, викам јеби га. И нема везе, заврши тоа, после месец дена се враќам у Берово на викенд. Брат, идам низ Берово ко национален херој, како ти кажам, кога сум го ослободил Берово. Идам, брат, кој како ме сретне? Разбрахме, вика, за таа работа, разбрахме, шо разбрах? Вика, на началнико, вика, на тај, на пратенико, на овај. Вика, месец дена ги нема, вика, да се појават у Берово. Вика, цело Берово ги дупи, разумеш? Така да, тоа е нешто што ми извадило так до тој степен, да, буквално сум бил брутален. Воодушевување? Па емотивен момент е да речам. Ајде, добро. 2022 година мислам дека е тоа. Па по години ги памтиве, по датуми да ги. Сега ти кажам зашто. После короната, нели, маце се ослободивме од сите срања, ама тоа беше, сега имаме ценовни шокови на дневна основа, тогаш беа прв пат. Зетин од 100 денара, не знам, шекер од брашно, не знам, хаос беше вака. И сите ги кренаа картите, буквално. Од комичари до музичари, све отиде нагоре. И кафанџиите. Добро да е окей. Цените и све. И сега ја викам што да правам? Викам дали ми е мене битно дали е картата 200 или 300 денари, дали е 150 или 400, викам не ми игра некоја улога. Па викам добро, јас ќе оставам картата како што била пред короната. Буквално беше како да кажам 150 денари мислам. Сега овој контекст е многу смешна таа цена, во тој контекст е како, не знам, 250 денари се картеви, јас сум 150, или 300 денари, јас сум 150. Упово, добро. Да. И викам, објавувам неколку настани и ја пишувам картава 150 и во заграда им пишувам на луѓево, ќе ви кажам во сала зашто е картава 150. Оти сега нашак од друга страна па имаш одговорност и према сцената и према самата сцена да не ја рушиш картата. До него. Па сега треба да имаш осет, знаеш. И сега викам што да правам, ајде да не бидам толку идиот, ќе напишам, ќе им објаснам што е. И доаѓаат луѓе на настапиве и во Прилеп беше ова. Ја ставам картава 150 денари и се им објаснам на сам почеток. Значи пред мен имаш еден warm-up, ја загреа публикава, се насмеа фино и искачам ја и викам да ви кажам у старт зашо е 150 денари, не заборавам. И викам другари, свесен сум дека 150 денари никому сиромав, никој богат, јасно ми е. Но ја
не живеам од публиката, туку ја живеам за публиката. Знам дека има ценовни шокови, они се во една минута им објаснам и викам сакам и тој што има у тој момент беше 18.000 денари плата минимална и тој што има 180 да не размишља дали да дојде на стендап и да се опушти, бидејќи во најтешките времиња хуморот треба да е најдостапен. Тоа е мојата, вака да речам, девиза, дека треба да сме ние како комичари најдостапни во најтешките времиња. Исто и со театарот. Лек за мака. Да, и театарот треба да е најдостапен во најтешките времиња, не да е најскап во најтешките времиња. И тука имаше еден аплауз, знаеш, и во сите сали го зборував тоа, имаше една жена тука у прилеп во први ред, како зборам ја, како оди моментот, гледам очиве и се полнат со солзи, човече. Поча плаче. Абе, и се полнат со солзи, знаеш, и еден момент гледам се брише нешто, ги брише очиве, и сватив отприлика што е муабетов, гледам дека е додено со повеќе луѓе, и викам, господја, на крајот од представата да се видиме позади сцена у бекстејдж. Добро, заврши представата и доаѓа позади женава. Викам, што се случи, зошто, знаеш, зошто плачевте? И она ми вика, дојдена, вика, сум со машми, со двете деца и со кумашинчињата. Вика, јас ги купив картите за сите. Ако беа картите малку поскапи, као 200 денари, 250, небитно, ние, вика, немаше да имаме пари да дојдеме. И сега, како да ти кажам? Ти се на солзите во очите? Како да ти кажам? И од тогаш тоа ми остана како врежано у глава, и сега ако видиш, ако ми ги погледнеш моите карти, колку пари се, Видов ја колку ти се картите. чекај сега, стои. Ако ги погледнеш картите колку пари се, ќе видиш дека без разлика каде сум јас во кариерава, како идеш нели нанапред, моите карти се убедливо најдостапни. Као не знам, сега 600 денари карта за во Биргарден кога бе. Сега во опера и балет се од 700 и 800, сега 900 мора да има луѓе, скапа е салата, што да правиме, мораме да ја платим, многу е скапа. Но најубавите карти. да, тука се пред мене. Но ако ги гледаш картите на другите кои што се напумпани 1200, 1500, 1800 денари, како да ти кажам, секој треба да се цени. Ти си на 50%. Па да, секој треба да се цени, не велам не, особено ние што великаме македонското, си го цениме, си го сакаме. Меѓутоа, јас не сакам мојата публика да размислува дали има пари да дојде, туку само дали е слободна да дојде. Сега не може да биде 300 денари, сепак ќе биде подценување кон самиот себе. Но Не можеш трошоците да ги извадиш. 10 евра карта е сосема, мислам, многу пристојна цена. Каква е македонска публика? Захтевна е, или пали на прва или треба загревање, вака за... Секој град е различен. У принцип, каде е наједноставно за работа? Таму каде што има театри и таму каде што има градчиња кои што гравитираат околу поголем град со театар. Значи таму ти е окей. Таму каде што Значи Битола, Прилеп, да, не знам. поголемите градови каде што имаат театри и имаат навика луѓето, апсолутно е, како ти кажам, искачаш за сцена, они знаат што да очекуваат од тебе. Така да им препорачувам и на овие колеги што сега се пробиваат да почнуваат во поголемите градови, во помали сали, за да имаат публика која што е поедноставна за работа, условно речено, бидејќи луѓето старт знаат. Еве сега да не именувам, бе во едно помало место, гравитира околу поголем град, ама во градов кој што е блиску нема театар. Треба да вози 1 саат за да иде на театар. Супер реагираат луѓето, они се смеат, добив еден куп поруки, уживаат, ама нивото на атмосфера е за 30-40% помало од нивото на атмосфера во град, а имаш 300 луѓе у сала. За 300 луѓе у мало градче и 300 луѓе, пример, у поголем град кај што има театар, ти со истиот материјал можеш... Различна реакција, Па да, има и места каде што она не реагираат, а фиксно реагираат на други места, знаеш. Ама добро, види, не се луѓето криви. Тоа е едноставно нивото на културни настани, бројката на културни настани е многу помала и сега тоа е. своето. Да. Кажи ми, сега да те прашам, гледам дека имаш интеракција со публика цело време. Знаеш да закачиш некого, да го пецнеш, да го уметнеш у штосото играта.
Имаш свој човек у публиката цело време? Или извини, или случајна жртва е стално? Никад. И како ја била жртвата, ај кажи? Абе, како ја била? Се бил у Делчево настапувам пред месец дена. Мислам жртвата, условно жртвата, нели? Се у Делчево настапувам, се таму немаше жртва, брат. 300 луѓе у публика, дојден и уживаат, се смеат, све супер, прекрасно, атмосфера убава. И викам, добра, дали има некој у публика што планира да се жени? Брат, 300 луѓе, никој не крева рака. Нема жртва. Викам, добро е, не кревај рака, ајде, викам, седеме, дај, покажете ми некој сега, знаеш, ке ти направи некој вака, ево и тamo. Ке намигне нешто, знаеш. Не бе, бра. Све не женете или сите женете? Абе, нема вака се држат, бе, никој ништо, викам, добро бе, ви од Берово, дај покажете некој од Пекчево, викам. Добро, викам, пустили од Пекчево беа дојдени сите двајца, така да... Така да пропадна што се? Пропада, нема, и сега јас се правам глуп на немање човек, си ја терам фората, за шо да правам? Пошто си настапувал и не у кафеани, ќе се поправам. Кафуле клуб, ноќен клуб, дискотека, лаунж бар, ресторан, лаунж бар и така натаму, хотел. Хотел. Пејачиве вадат бакшиш. Има ли стендап, у стендап бакшиш? Дошол ли некој? Баце за оваа фора. 500 денара. Абе, гледај се. Тера настапот и се он ми бил мене на друг настап. Не, ама ова е као се оса да повеќе примери, ама истиот пример. На повеќе места истиот пример. И доаѓа, вика, вика, другарче, вика, може ли, вика, што ја кажао најпад пред 2 години ка беше, вика, да ја кажеш. Сега, пример, сум кажувал некоја фора за некоја со жената нешто дома, со кафана, нешто не сеќам што сум зборил. И вика, да ја кажеш, вика, и он ми ја објаснува фората, ја памти пред 3 години. Му викам, друже, на пауза ме, значи јас тера првиот дел, ме чека, ја идам, седнем на маса, и он доаѓа. И му викам, викам, у кафана, кога ќе отидеш, викам, на музиката, да нарачаш песна, оставаш ли пари? Бакшиш. Вика, оставам, како не? Викам, кај ти се парите току кога нарачуваш? Како, викам, така дојдеш, нарачуваш песна, се фати за джа, викам, седи, викам, не функционира тоа кај нас. Ама викам, ќе ти ја испунам желбата, ајде. И викам, специлајно за колегата, викам, овдека у кафичов, за дечкото, вака, дига рука. Само за дечко из чошка. Само за дечко, да, из чошка. Така да има, тоа, ама нема бакшиш кај нас, нема. Мада сум добил бакшиш од газда на фирма, после настап, у тимбилдинг, пред новогодишна забава и фамилиарна фирма, нешто и го зезав зетов нешто. И дека зет, нели? Мора да го јаде. И го зезав нешто малце зетот, нема везе, заврши настапот и на сметка, бакшишот на сметка. И доаѓа дедото и вика. А ми каже вика за ова, вика од мене имаш, вика бакшиш, викам не, вика уживај, јас знам како, вика јас тобе нема да навредам, вика се да ги дизелам парите, да. Вика уживај и едно 300 евра бакшиш ми пушти. Опа, машала. Викам свака час. И после бакшиш у стендап. Нема, тома еден. Ке има и поише. Еден. Кажи ми, на естрада е најчесто кланица, иако некои знаат да бидат у френдли односи, ама помали групички. Како е кај вас тоа стендапот? Има ли колегијалност или има сопки очи, вадење, местенки, муавети, куларски? Лицемерие класично, има и тоа е тоа. Во тоа е до менталитетот наше или до еснафот? Не, види, кај е проблемот? Ние искачаме сите од актерските, од театарските кругови. Во театарот, општо, во тој дел, во тој театарски свет, лицемерието е како ти кажам, преприсутно. И тоа е дел од работата. Мислам, тоа е факт. Како ти кажам, тоа е тоа. И сега, тоа е дипломатија на некој начин, дипломатски да го скрочам. Дипломатија тоа е. И сега кој искачаме ние 90% комичари, сме излезени од тој театарски свет, ние тоа си го носиме со себе. Мислам, и јас се ставам, не дека демек ја не. Меѓутоа јас сум имал големи проблеми, сум имал проблеми од театар токму поради лицемерието, бидејќи јас, например, особено лажни авторитети не трпам. Свегаш, тук имам сериозен проблем. Не дека јас немам проблем со авторитет. Лажен авторитет. Ако ти си се Антонио директор, пример,
тебе позицијата директор ти дава стартна позиција да градиш авторитет. Но самата позиција не ти носи авторитет. И кога велам лажни авторитети, не мора да е тоа позиција директор, туку лажни авторитети и во фелата, и во работата и така натаму. Тоа е злоупотреба на службена должност. Да, и по свој избор низ годините, јас да речеме генерално се држам по свој избор малку по-на дистанца, бидејќи не сакам да правам лице, а кога мораш оти сега, нема се караме, се расправаме, ти текно е, глупо е. Вака, бар сум понастрана и ми е раат душа, не знам како ти кажа. Аз мислам, дружам, одам, еве се на фестивал ме викна, одам, немам проблем у кафана да седнам, меѓутоа јас ако разговараме за некој состојби отворено, јас разговарам отворено. Како што ти кажав преска, не може да биде за нас лицето на стендапот во Македонија да биде пениси, вагини, сперми, цицки. Не може. Не е добро. И јас тоа го артикулирам еве и јавно. Утре да седнам со колега му викам другар, ова не треба да биде наше лице, треба да работиме сите да држиме некое ниво. Ме разбираш? Така да лицемерие си има стандардно како нормално. Менеджмент има ли или Очи вадење нема, јас колку што знам вака нема некој очи вадење, нема ни потреба, малку сме, треба да се држиме, но да бидеме колку што можеме поискрени едни кон други за да одиме напред. Так. Не да стагнираме или да ја влечеме сценава наназад, меѓутоа оние кои што не работат доволно на себе и при тоа кога ќе искочат на сцена немајќи доволно материјал кој што е квалитетен и така натаму, пристапуваат кон тие ниски страсти, теми, спална соба и да речеме тука е конфликтот кога настанува дека не треба да одиме, јас отворено кажам дека не треба да одиме од тој правец. Сега некој едноставно не го прифаќа тој, тоа е тоа. Абе, зависи како му оди. Две страни има паричката сега, тоа е што да правиме. Меѓутоа, у принцип нема некој поише има дебати како треба да се движиме отколку има вадење очи. Класично. Што треба да постојат тие дебати, не треба све да се согласуваме, нема потреба у све да се согласуваме. Сега некои луѓе што гледаат тоа нема да се согласат со мене, ќе речат добро, па јас сакам да слушам секс, хумор и мене тоа ме занима. Океј, не е тоа легитимно, ја немам проблем. Менеджмент има ли? Менаџер има или сам свој газда? Па бев јас со менаџер од короната нааму до 23-та година, до крајот на турнејата. Тешко оди, е? Па не, добро, види. Моето искуство не било најсјајно, сега не мора да значи дека ако си пробал еднаш дека тоа не чини сега готово. Ти гледам дека друг ти го прави ова во филхармонија што ќе биде за. Не, тоа е Прагма продукција, јас со Прагма имам прекрасен однос. Големите настани кога веќе влегуваш во посериозен стадиум од кариерата, треба посериозните ствари да тежнееш, да имаш некој зад себе како Прагма продукција. На фикс или на процент? На фикс бе брат, каков процент да си нормално. Не, види, со Прагма продукција имаме стварно супер однос и стварно имам чувство дека таму ме третираат како глуп е зборот звезда, но се осеќаш како некој кој што е третиран, знаеш? Имаш третман. Пошто? Боки, дај ми датум. Добро. И тоа е тоа. Почито? Доаѓаш у 7:30 пред представа, те чека топла гардероба, средена зборам гардероба ти е. Возач не те зима или скапе бензин? Скапе бензинот. Те чека организирано, доаѓаш наместен микрофон, наместено светло, доаѓаш како господин. Твоја работа е само да си ја работиш работата. И сега знаеш како, да можам јас да имам таков менаџер кој што сето тоа ќе го тера за све што работам, јас немам проблем. Јас се обидов да имам таков менаџер, но на крај испадна све сам да си работам. Испадна само делите заедно. Па само некако, не, на крајот испадна нека стварно големите ствари кои што стварно ми треба помош, кои што стварно ми треба рака до мене да сработиме, на терен да се сработи, све сам сработив тоа. Гледам на социјални мрежи си активен, колку да сакаш да избегаш од народ вака. Жена ми исто вика, од тебе не можеш да избегам. Дома те гледам, отварам телефон, таму те гледам. Идам у маркет со жениве, со комшике, муабет правам. Еј, Бојан го гледам. И вика, еј, опич. Отвори Инстаграм Бојан, отвори како си. Добро, види, јас сум активен на периоди, како што ти кажав и претходно, не сакам да ја замарам публика. Намески ти е сега заради ситуацијава со кризава или заради турнејава? Не, види, мора да те има од време на време. Јас
сум активен на периоди. Прошла година, да речеме 24-та година, јуни август ми беше активноста со оние политички хумор, Мијалко вицето, платата, Сега политички со меѓународна политика и економија поише ти се темија. Не, така сакам да кажам, се ти кажам како што беше прошла година. Оваа година почна со Safe City и вака си реков, седнав у кола, бев у Битола кога го снимав, дента, недела беше, и викам вака сега го снимам видео за Safe City. Пред да го снимам сега, го држам вака телефонот и сам со себе си зборам, викам Боки, го правиме ова сега. Ако ова пукне, а мене спремни, 7-8 теми, у позадина спремни. Значи не е импровизација у момент. Не, у моментот е импровизација. Темата е таа, меѓутоа, јас као ќе ја кажа, не може да снимам 5 видеа, 5 видеа да се различни, да ги пуштам сите 5 и сите 5 да се различни. И секој има нешто ново, али темата е таа, суштината е таа. И викам вака, Боки, го снимаш ова сега, ако пукне, тераме даѓе. Ако не, ќе бараме друго нешто. Зборам, Ако пукне добро, ако рикне па добро. да, тоа е тоа. И го снимам видеото, гасам, турам телефонот и возам саат време до Кавадарци, таа бензинската, таму како беше Дади. Саат време возам до Кавадарци. Десно идам да си земам кафе благо, седнуем на бензинска, отварам телефонот. 100.000 лајк. 5-6 илјади шерови, лајкови, хаоси. Викам, добро, отварам телефон, викам, што е следно? И јас спремни 7 теми. 7 теми, да, како ми веруваш, од сите срања што се десија у нашата земја прошлиот месец, нашата земја со иронија, значи. Од нашата земја имам искористено само 3 рандом теми. Значи 3 ми стојат така, имам уште 7-8 допишани од тие првите. И сега кога нема ништо да се дешава неделава, рецимо јас ќе извадам нешто од тие мои теми. Ама нема секој понеделник е срање ке новина. Значи не е скандал. Само е понеделник. Ја те разбирам, од ава му ќе почнат да Нека бараат, брат. Пари не, пари од мене не добиваат. Не добива да ќе те затворат. Што бе, ова се инфлуенсери, па не сум ја инфлуенсер. Како бе не си инфлуенсер? Па не сум, ти дали реклами кај мене гледаш ли? Абе си го рекламираш собствениот продукт? Тоа не е реклама. Сега, мора да... И не се бори на тоа. Види, ја не се, види, инфлуенсери не е така лош збор, само кај нас е малце изгнасен во светски рамки, исто така се изгнаси терминот. А инаку како дефиниција не е толку тоа страшно. Со тоа што јас, например, моето влијание на социјалните мрежи и на терен со публиката не го трошам на додете од таа сендвичара, многу е добар тостот, купете ги гуртниве од таа и таа сервис многу добро, или одете кај Перо на Аутоплац, или не знам, не го правам тоа. Туку едноставно, ако веќе разговараме за маркетинг... Не викаш додете кај мене на стендап многу сум смешен. Им викам до душа, ама не им викам дека сум многу смешен. Тоа оставам сами да го заклучат. Ти глупо е сам да се види. Али, например, како се вика, маркетинг како веќе работам, го правам или го правиме тоа да биде големо и да биде како што треба, или не го правиме. Глупо ми е да ја малтретирам публиката се. Пази каква има ситуација. Става стори, се ова е реална ситуација. Става стори дека гирото многу јако било, тамо смешки прави со гирото, со вработените. После става стори нова фирма алати, многу добри алати има тука. После имаш стори тамо фрижидери продаваат бела техника, овако, и после тоа стори имаш купете ми карти. Абе, чекај другар. Застани малку, мислам, како да ти кажам, како, 1000 денари картите, бе, чеки маце, како да ти купим 1000 денари картите, шо правиш? Добро. Се не дека и тоа не е легитимно, ама... Абе, не викам дека не, ама и сите видеа, сите рилови, сите се со смешки. А дома каков си бе? Смешен татко или ајде дечки сега да бидеме сериозни малце? Абе, син ми е многу смешен. Ја не можам посмешен од него да бидам. Син ми е, мислам, како Војдан. Некојаш не е ни до смеење работа. Не, Војдан знаеш дека прави многу заебанци. Секој ден прави заебанци.
Секој ден прави некои шеги заебанци фори, сака да биде, не е наметлив како да биде демеку центар внимание, ама дома кога се чувствува нели свој и слободен, знае често пати да прави шали и заебанци и Каролина ќе го гледа вака, го гледа и Не ти текнало да го земеш на стендап? Доаѓа сега, Не разбира. да гледа, да учествува. Види, учествува у сите приредби у школа. Ја дури им викам на тие наставничките таму, викам, дај бе, не го взимајте у све, викам, испаѓа дека ја го форсира. Да бе, викам, мене не. Се син му на. Ама ја не одам. Као не одам на приредби. За да не мислат луѓето дека ја ги терам со сила. Они управо тоа мислат дека сад не доаѓа, можем да помислиме дека не го тера. Абе нежни ми се вика. Ми праќаат видеа од пробите што ги прават некој пат, има осет за ритам, за музика, има оној сценичност, има таа сценичност, па ќе видиме. У принцип ние не го тераме ништо, дури за школа му викаме полека, не е толку страшно, не е проблем, кец, двојка, никаков проблем. Да биде опуштен, не да биде мора петки морова. И колку помалку го тераме во тој дел да се чувствува оптеретен, толку подобри резултати има. Чудна работа. Значи не е се поопуштен. Па опретно од тоа нас ти текне, мислам сега ја и ти сме малце разлика, некој десетина години сме можеби разлика. Некој поише, ама добро. Добро, ама тој е тој ков на родители, така? Значи не сме кец да има, не сме дома срамота, двојки тоа и брат, ти си Не јаде од колачите кога ќе дојдат гости. Гости Кока-кола. Кока-кола. Сега ови сами да си става Кока-кола. Не те прашува. Как? Каде бе? А со сопругата овој како се вели тоа, главен критичар ти е или тешко да не знае како можеш да ја насмееш? Не можеш да ја насмееш, веќе тоа е многу јасно, но во почетоците беше друга ситуација. Што е право е се. Да се бидеме реални. У почетоците беше друг повец. И како оној пејач, Се смееше. оној пејачот што викаше кога го прашува да не го именуваме, зашто си се раздел, вика од истите причини од кои соженив, па како? Кој бев убав, згоден, популарен женски околу мене и она беше една од нив, успеа да ме ќери и сега, па ја и дале згоден, убав, популарен женски околу мене, сега тој пречи. Сега, не, Каролина ми е реално објективна е многу, што ми е многу битно. И јас исто така се трудам да сум прилично, колку што можеш да избегаш од себе, но стварно се трудам да сум објективен према самиот себе, но дефинитивно кога ќе ми рече дека нешто не е окей, не сум... Долга ли врската беше? Одамна ли беше? 3 години бевме заедно, не е тоа нешто, но доволно да се запознаеме. Така е. И она и ме поддржувала секогаш од почетоците до денес. Првата турнеја 2015 работевме заедно. Значи она била менаџерот. Па ако се сеќаваш, ти ќе се сетиш кога ти стигна од близнаци од токсикологија една молба да ме објавиш ово. Она и ме објавија сите, стварно близнаци од токсикологија да ги поздравам, тогаш многу ми се погодија и ми се најдоа. Памтам те објавивме. Да, и Каролина беше на телефон со картите, со некои домови на култура, со директори, така, значи помногу ми помогаш. Тоа се не чинело менаџер. Абе чини бе брат, ама да работи. Ама не жена ти да биде. Абе што ќе ми менаџер да ми крева на телефон бе брат. Нешто како се доживува, давај ќе крева на телефон. Абе чекај, ја не сум тип што треба да ме носиш ти мене да ми у кафич или у диско, ја не го работам тоа. Мене ми требаш на терен бе човече, сали се треба да се организираат, хаос е. Има работа. А добро, како реагира син ти, го спомена, не знам колку години има? 8. Како реагира сега на твој што се смее, знае да се те доживува, или као бајат комичар те доживува? Не, он ги гледа. Абе, што ти ова, бе, дај пушти некоја музика. Не, ги гледа другите луѓе дека се смеат. И нормално и он се уклапа гледа, да, и он да се смее, да. Не, види се, реално, премногу е мал да ги разбира некои работи, меѓутоа преокупиране со наша мало периодов ја откри серијата сам, никој не му зборел дома ништо. Буквално не сме му ја спомнале, сам си ја открил на YouTube, си гледа и сега сме преокупирани со Кармен, со зградата, со наше мало, со глумците, со камерите, со тоа овие 2 недели за тоа збориме после школа секој ден, помалце. Ке посакај тој да го носиш. Негов проблем, ако посака е негов проблем. Јас нема да му се мешам. Само да не забега, нели, знаеш, сите се плашиме од тие работи. Но
од тие, нели, знаеш, едно друго тие пороци, Така. но што ќе си одбере негов проблем? Стварно, мислам, ја го ќе остане запишано ова, ќе го гледаме за 15 Тебе дома години. те тера да бидеш правник, економиста или? Не, исто од дома не сум имал никогаш зашто ова или зашто тоа. Па добро, немаше никога да реагираат мртви на 11 години, наше мало го снимав. сега. Кога ќе реагираат? Немаат време луѓе. Јасно им беше одмah. Јасно им беше Глумец ќе луѓето бидеш. глумец ќе биде, да. Имало ли дома, кога си подготвувал нешто, предпоставувам, слушај сопругата особено, она, немоја да го кажеш, може да ни се одрази на фамилијата. Не. Не, све е Смисло тоа. на овие политички шеги, герои. Чекај, добро. Не. Види, мене има пар дешавки низ годиниве, не сега некои се некои не се на функции, некои се на функции, небитно. Премногу е рано, во еден ден, после години тамо, кога малце ќе тие некои ликови малце ќе подзаминат, во некои други времења, кога не боли, знаеш, она. И за нив и за мене. Не дека су некои притисоци или не знам проблеми, но некои разговори сме имале, имало и пар непристојни понуди и така натаму. Но никогаш не сум имал од Каролина муавет, пази, ова е као too much, знаеш, никад не сум имал. А мене е прилично човек тешко да ме цензурира. Ти имаш аутоцензура во глава, тешко да те цензурираат. Не, аутоцензура е чисто само за овој момент на спална соба, сексови, пошто многу се експлицитно се тера до овие 2 години. А инаку, јас ако нешто знам дека е тоа така, и ако јас знам, сум свесен дека можам да го донесам тоа и да биде културно, да биде вистина, да биде све окей, мислам, види, често пати стендапот има само допир со реалноста, не е... Чекај сега, ај вака те прашам. Те разбирам, ама дали мислиш дека политиката и комедијата се природни сојузници или се опасна комбинација, односно смртни непријатели? Не, супер комбинација. Супер комбинација. Ја прошла година ти ги спомнав видеата политичките што ги спомнав преска. Значи ја ги објавив тие летото и тоа летото беше као да го покријам лето, нешто да објавам, ти летно време помалку седиме на телефон. Па ти политички видеа летно време да направат 22-3 видели 25 да имаат околу 15-16 милиона прегледи вкупно на Facebook и на Instagram, значи луѓето сакаат да слушаат политичка сатира. Значи, ако добро те разбирам, хуморот е најбезболниот начин да им ја преслеш вистината во очите на апсолутно. Ама види, и наша задача е, Антонио, како комичари, наша задача е да бидеме коректив на општеството. Овие видеа што ги правам сега у кола. А тие се на некој, тоа е у real time, у реално време е коректив на општеството. Каде одиме, што правиме? Језда некои мои решенија се апсурдни, немаат логика, но во тоа е уствари поентата. Ова за Еразмус ме така. Еразмус за робијаши. Но многу ми е криво, па тоа видео нема таа гледаност како овие другиве. Ако можеш да го пуштиш на крај на подкастот, некој го гледа. Не можам да пуштам никако, од тоа ти ќе не изјачи YouTube. Зашто? Авторски прав? Не. Ама добро, се. Ама супер е тоа видео. Мене ми е едно од гениална идеја. Размена на вишо не знаат, размена на робијаши, демек Белгија ќе ни пушта нас тука затвореници. Дали имаше настои во вестници дека Белгија ќе ни пушта затвореници? И ја викам, зашо ние да не им пушта, да направиме размена, како што е Еразмус за студенти, да направиме Еразмус за робијаши. И овие тамо кои ќе видат тука какви не се условите у затворите, на ќор криминалец нема да му текне да дојде у Македонија криминал да прави, а да бидеме реални. Овие наши кои ќе видат тамо телевизори, интернет, не знам што има, предпоставувам сега, вајда. Така викаат. Кој бил вика? Да, вика менза ваква, таква, дневници, работа, брат. Кој вика, ба не се исплаќа тоа криминал да правам 5000 евра плата ќе направам у Белгија од затвор. Пример, сега лупам сега, да речем. Сите на привремена работа, односно привремен криминал. Као за Хрватска келнери беше бегаат, така робијаши за Белгија да бегаат. И после ние овде робијаши, сите таму. Да. И нашиве таму чуат, ните тука нема дот и криминал нема, ама треба да ти текне.
Светили да мислиш. Све ли ја да мислам? Кај е тој министерот за... Све ли мене, нали? Текнуе. Ева те. А многу ми ја го ги кажам на крај, ева те тоа, ева те. Добро бе, подкаст те кажи го и тоа ако треба. Па дека е подкаст. Имат ли политичарите смисла за хумор или овие шегите им се како се вика сол на рана? Има градски фаци кои што разбираат. Има и такви што се представуваат како градски фаци, а Знаат ли не да се смеат на разбира. собствена сметка? А види брат, сега ќе седне тука карши, Шо му останува друго? нема тука опција многу он Ти каде. доаѓаат на представа. Што е он па поразличен од тој до него што седи? Поразлична функција. Па сега добро, У види. приоритети. Ама види сега, не можеш ти да си политичар и да кажеш овој Бојан ме грабна, ме он. Абе брат, види сега. Си забележал ли дека ти доаѓаат на Има бе доаѓаат, не бе доаѓаат како не. Бе доаѓаат. Не знам, прашувам. Бе доаѓаат како не. Доаѓаат. Само како се вика, многу ми е драго. Како си одат после? Да. Многу ми е драго што некој од нив дури што не, сега на пример на еден настан, небитно сега каде шо, го споминјам градоначалников, у тоа време е градоначалник. Он не е присутен на настапов. И после 2-3 дена некоја стори имаше објавено и ја нешто смајле му праќам, нема везе, и ми враќа назад, вика што си ме чепкал, оно вика малце бе културно беше, вика не ти замерам ја ништо, вика ама супер, вика друг пат и да имаш некоја идеја, жел, вика слободно, и вика ако имаш нешто и за мене во некој настап, те молам да ми кажеш, ќе си купам карти. А има ли некој со кој си имал непријатности да Имаше една ситуација пред неколку години беше тоа. пораки да те закани да не? Не се добро, види, нема да навлегувам, само ќе ти кажам имаше една ситуација. Пријателско предупредување. Не, имаше една ситуација пред неколку години, не е битно сега шо како. Скопје или надвор Скопје? Скопје. Добро. Не е битно сега шо како, битно е дека све се заврши окей. Кажи ситуација. Не, ти кажам, не е време. Но што би рекле? Не мора детали. Добро се, непристојна понуда беше у пари, тоа е. Аха. Не, мислам за чепкање твое него сакаше. Не, непристојна понуда беше у пари, тоа Не е. ме спомиња ќе платам. Па нешто слично. Оп, тоа беше поентата. Заборави. Има све. Поентата беше заборавиме дека постоја. Така е. Шта кошта да се плати, би рекол. Но види сега, знаеш како, ја на пример не одбивам средби со никој. Секој што ќе ме викне, одам на средба. Не, значи не одбивам средба, ти прво, сега некој те викнал, сега да не отидеш е крајно некултурно, јас сум така воспитан. Сега ја и отприлика знам што ќе беше муабетот, но да се видиме, као маж со маж да седнеме и јас во очи да ти кажам Антонио не. Оти јас знаев зашо. Зашо те вика? Да. Пошто не ми се јави тој на телефон, ми прати, Човек. Аберсе. гулабче прати, да седнете да се договорите. Викам да седнеме да се видиме, дали ќе се договориме. Стројник ти прати. Да, стројници прати, седнавме културно, значи најкултурно, муабет, имаше фина понуда, јас реков, другари не сум ја тој човек и тоа е тоа. Извинте ме, ама. Океј, да не ме сватиш, не викам, ја те разбирам. Борбата е, знаеш како, тоа е борба. Нема тамо што све не видовме ние, какви се средства не се употребија овие 10 години, па дали Бојан ќе бил у причата или не. Дали политиката сама по себе за тебе е стендап материјал? Да, брат. Мене ми е чудно, некои колеги ги гледам вака по подкаст, вика, бе, не ги спомињаме, вика, ние преку глава име на луѓето. Па ако име преку глава на луѓето, бе, брат, како може тогаш 15 видеа да направат 15 милиона или 25 видеа да направат 15 милиона прегледи. Значи луѓето сакаат, ние како го викаме тоа, сакаат крв. Сака крв малце народот, знаеш. Политиката сама по себе, дека ние сме измачени од политика и кога им дадеш малце, тако име како едно катарза доживуваат, едно ослободувачко Нешто е чувство. најчитано по медиуми. Црна хроника, брат, и политика. И секс. Па тие се. Ма нормално се, нормално. Црна хроника, ние сме такво ни е поднебјето, брат, измачени сме како луѓе. И сега, тебе ќе те занима, бе, некој тамо награда што добил за нешто? Сега мислам. Те занима тамо што се десило, се онесвестил коњу маđар и отвори се у маđар и коњот што се онесвестил.
Доаѓе, читаш од Сабајле црно кафе, црна хроника и бркаш работа, денот да ти почне. Така. А, те прашам и ова, вака. Имаше политички ангажмани, политички обиди, веројатно со желба да промениш одредени состојби во општеството, не само со стендапот. Колку политиката ти помогна да бидеш ова што си денес, а колку те треста од земја и ти ги затвори вратите? Не политиката која зборуваш на стендап, туку обидот да ти влезеш на некој начин во неа. Јас многу научив тие неколку години, како млад човек, тогаш имам 22 години сега, знаеш. Дете, тогаш си, сега се викаме деца, ги викаме тие на 20. Меѓутоа, јас, видим, прво политиката мене од секојаш ме интересирала. Тоа не е како за џабе. Значи, мене политика од 15 години ме интересира. Читам од 15 години, вести гледав. Не влезе унија на младика, едни, други, трети, пети. Не, едноставно гледав, ме интересираше како во општествена рамка, не како политика во рамка на партија, туку како во општествена една, општествено социјален контекст, во тој дел. Знаеш, кога си некој кој што има идеја, гледаш дека има луѓе на позиции кои што немаат идеја. Гледаш дека имаш идеја, имаш желба, полет, и баш кога си тогаш веруваш на многу, си лековерен, си млад, полет, мислиш дека светот можеш да го смениш, дека можеш да... Свати дека не ги сакаат тие што имаат идеја. Па после, да, знаеш ли ти како тоа функционираше, мислам, како ти кажам, она у еден момент само гледаш како поише предлагаш некои ствари, како поише викаш, јас ќе го терам тоа, ја ќе го правам. Не, брат, тамо си како добро чеки сега, дај не скокај. Знаеш, и тогаш сватив дека не е тоа место каде што можам некои своји идеи да ги... Мада политиката е алатка во одреден момент, например сега може да ти се пружи во одреден момент шанса. Само не треба да си наивен дека ќе оди тоа така лесно или дека тебе ти имаш одврзани раце. Знаеме како функционираат работите у Македонија. Сепак мора да имаш благонаклоност на едните или на другите, или на едниот или на другиот, или на тој што е погоре у партија, или на тој што благонаклоноста ти треба ако сакаш утре директор да бидеш и да стварно да промениш нешто. Ние не живееме у Шведска, живееме у Македонија. Веруваш дека дури како благонаклон дојдеш до позиција дека ќе имаш можност да промениш? Не сакам, не види, кај нас политиката и ангажманот на општествено одговорни личности, јавни личности така натаму, било каков да речеме директорски ангажман каде што ти не битно, сега директор да си да водиш нешто. Кај нас е моментот одма те седнуваат у скут на овие на оне. Ти може да имаш, пример сега можам, ти си пример, не знам, градоначалник, така? Добро. Ја градоначалник го гледам како личен контакт, не како партиски контакт. Министер пратеник е друго, тогаш веќе е тамо скроз партија да речеме. Градоначалник, јас имам личен однос со Антонио, пример. И Антонио утре ми се јави и ми вика, дојди Боки да ја водиш институција. Пример. Ја мислам дека ти можеш ова. Ја викам, не знам дали да јам, можам, не можам, кој се можам се ти да. Пример. Утре да се случи тоа, за жал, ја, како да ти кажам, и да имам идеја, и да имам желба, и да можам да донесам и пари, ресурси од фирми кои што имам контакти добри. Кој што речем другари, ја ќе застанам, дали ќе застанете позади мене да ми помогнете, ова да донирате, ова да го направиме, ова да направиме ова. Ја не би се нафатил, човече. Одма ќе те направат. Ако е СДС си комуњар, ако е ВМРО си ВМРО-ец. И готово, толку со тебе е завршено. Или си кодош, или предавник. Затоа викам, не живееме ние у Шведска. Или си криминалец, или си лопов. Реченицата што не ја завршив преска беше кај нас е тоа преизгнасено како разбираш како простор е преизгнасен и ти да сакаш да реализираш нешто за доброто на повеќето луѓе на општеството, на културата, мислам дека само слушајќи ти испаѓаат чаре нема за нас ни нема. Не, едноставно има чаре внатре види и во партиите има квалитетни луѓе кои што се градат со годините. Дефинитивно. Така да треба само на тие луѓе да им се даде шанса, ако не е Бојан има друг некој Бојан таму што е квалитетен, треба тој да биде на некоја позиција да работи и така натаму и да си има слух од таму од кај што треба. Добро. Па е уште нешто лично. Зборувавме преска за како се подготуваш за представа за автофагија на вода си. Овде на вода сум ја, да не мисли некој виски пие. Вода или пие. овој како се вели. Не сме политичари виски да пие. Знам дека си по
Се не идеш у теретана, едно време беше по фитнесот, така? Не, идам, види, вака. Ја имав 90 кила у короната. Имам... Тоа беше пред 4 години. Ама чекај сега. Ослабев 20 кила. До 70. Па се Добро. па качив на 72, пошто тоа отиде више, знаеш, кај што не треба. Многу за 2 кила. 72-3 и имам една слика 72-3 кила сликан кај другарче едно правеше летниковец. Добро. Помагав тамо и брат, како изгледам 72 кила. Профи. Сега имам 77, не изгледам на ништо. Тамо 72 изгледаш профи. Сега сум на хранава, пошто сакам маца до 17 април ради представам да симнам. Се направам ја. 2-3 кила, али Брусли. Антонио, растргнат сум, ја не ја замарам публиката кај мене со све што работам. Растргнат сум на 3-4 страни со работа, со други ствари што се и маркетинг, и надвор од стендапов, и Копирајтер. со други стратегии, маркетинг работам, бренд менеджмент, бренд awareness Не стратегии. знаат што е копирајтер, што измишља слогани и наслови. Слогани, креативен маркетинг, смислување реклами за брендови, така. И сега имам, знаеш, таму сум растргнат, плюс ова, плюс и спремам веќе за 27 година, уште од прошлата година спремам проект за 27 година. Значи не е како стварно немам ментална сила, немам за теретана, не знам како у моментов. А ментална сила за враќање у театар имаш ли? Да, апсолутно. Ќе видели. Значи сега сум преоптеретен со обврски за да можам 27 година да поставам две ствари, едната е меѓу нив е театарот. Другата ќе си тече само од себе. Добро. Нека е така. Знам дека си по спортот, по фудбалот, така? Да, фудбалот ми е пасија. На PlayStation или? Не, играм фудбал. Сега од кога се преселив у Хром тамо малце, пошто на 30 години се преселив у Хром, сега неам како екипава другари, 15 другари, како у Мало, у Ново Лисиче. Ама се снаоѓам со термини за фудбал. Нека у Ново Лисиче. Улетуем. Па не, си ги знаеш другарите таму, па си спожени. Добро, па е нека ќе запали кола. Да бе, да, не сега не палам бензина. кола, брат. Не, јебеш сега ти тоа. 250 денара да едно идење пола резервоар ми е до Ново Лисиче. И назад. Не, јебеш тоа. Добро. Тука низ Мало играме фудбал, со Војданче искачаме малце, играме со деца во Мало, што ги начекувам, па ни направија са пар терени у Ѓорче. Убави терени, каде што немаше и све со трева вештачко убаво направено, ти е кеј да играш, сега имаме каде. Ако така треба. Немаше каде. Ако смењето е здраво, ама спортот уште поздрав. Нема боља ствар од спорт и сите што имаат малку време и можност, барем пола саат пешачење им препорачувам. Добро. Овако ко лайф коуч, нутриционист. Да. Имаш миленик, шетај куче. Еј, чути што тоа ми фали од животот, а сакам едно куче или маче дома, брат, како ми фали малце така. Ама кој ќе го гледа и него, бе, седи бе таму, не бе. По путишта сме носопи, Каролина по путишта, не сме дома ние, цело време сме негде. Јас со мојата работа, она со незината. По патишта сме нонстоп и сега ептен... Греота само да седи. Па или ќе треба само да седи, или ќе треба на комшиве клjuč да им дам да го прибираат, да го гледаат. Така, бара. Сега зашто да дам обврски на други луѓе? Редовност. Да, ние околу детово едва се организираме, се натегаме, пак уште куче домаче. Куче и маче. А многу ми е жал што е така, јеби га, таков живот живееме денеска. Тоа е. Полека доаѓаме до крајот. Беше еден од ретките кои отворено покажа, призна дека она што го правиш као естетски зафат, а мажите најчесто во естетски зафати прават нешто со косата, со фризурата, ретко, што се ако не си боки 13, као прави све и свашта. Да. Предпоставам ботокс и не Јас само еден дел исполнувам од условите, боки се викам, другото. Бројката и ботокси. Клучниот услов го имам сега, за натака е веќе избор. Тргна со нешто, ама веројатно е тоа од повеќе од потреба отколку од Абе секој како се осеќа, што ти кажам. Повели, извини. Сакам да кажам, беше од ретките што покажа дека пресадува коса, обично другите кријат. Добро. Па види, глупа, види, ја толку малце коса имав, сега ќе се полена вака. Што кога ќе искочев во еден момент вака на подкаст после 6 месеца ме видиш со толку коса, луѓето не се глупи. Се те гледаат те гледаат нонстоп на видеа, нонстоп си присутен, и во еден момент те нема 2-3 месеца и искочи сега ти после 5 месеца на подкаст и коса. И се викам, што да кријам, зошто, глупо е. Башка беше стварно табу беше пред 3 години, табу тема беше тоа. И како ти кажам, едноставно, ја бев си уплатив капар,
Таму се турци, албанци, Беше убеден дека тој ќе успее, обично одат надвор од Македонија. турци се види жена ми патува за Истанбул 10 пати у годината со работата. Можеше слободно да. И планиравме ние таа година, 22 година декември, декември, она имаше 7 дена у Истанбул, 5 дена у Истанбул пат. И викам супер, ај ќе одиме заедно, ја ти садам косати, бркај си работа, што си имаш работа, ја ќе си бркам работа ваму и ќе се вратиме назад. Ама мену декември толку многу работа ми се отвори со предновогодишните забави, со тие настапи по фирми, корпоративни забави, team buildings и така натаму. И сватив дека нема време кога да одам. Не стигна. Да. И едини датум кој што бев слободен беше 31 декември. Сега ја бев слободен примери на 20 декември, ама не можам да одам црвен углата на настап за фирма, ме разбираш? И на 31 декември на нова година, 22 према 23, само ја у ординација тамо, сите се спремаат да си од дома, доаѓа Боки, докторов ме гледа, гледам тука, само ти си, ајде влагај тамо. 31 декември ненормален ден. Викам, докторе, тоа е. А јануар ја немам работа, јануар одмарам секојаш фиксно. А кој има у не страда у јануар работа? Па никој нема работа у јануар. И викам супер, само тогаш еве сега сакам би за лицево да За стара нова година евентуално. Лицево маца да го подсредам и со докторкава се договараме и викам докторке, јас го промашив терминот у јануар, така да се гледаме нареден јануар. Тоа е. Тоа е. Врзана ми е работата со лицето што да правам се, не дека немам ја време, нема опција. Немам 5 да ме вика, мораш вика 10 дена дома си, викам, јас можам да седам 3-4 дена, ама 5-тиот ден имам нешто, имам настан, негде треба да одам. Немам 10 дена да не правам ништо, да ме нема. Фала му на Бога, има работа. Боледување се вика тоа у овие социјалистичките фирми. Да. Многу е јако, замисли ти се јавува фирма месец дена унапред, ти да даваш датум, идеш после доаѓа време за ако ти кажеш дечки ја на боледување. Па ако влезеш у театар ќе мораш, кој што гледам, ама Па добро сега, види. и тоа е државна институција. Да, ама види, театарот Добро, ми е љубов, сакам да се вратам. некој администрација. Не. Види, мисля дека е полесно, ама не е. Оти имаш ти сабајле проба вечерта представа. Ти си 12 сата денеска таму, брат. Администрација ти 8 до 4, кога и до 4, кога и не. 4 у еден шалтер затвараат, у петок не работат, брат. А петок е национален празник за администрација. Петок е ден за урми. Black Friday е петок во администрација. Петок е ден за урми, така. Да. Добро. Ај малку брзи прашања. Ајде. Ако мора да се одлучиш. Ајде. Театар или стендап? Джа или Ву? Ома со тешките ти, Антонио. Прво па најтешко. Абе, чека да ме загрееш малце, плава или црна. Ти рече на патика мислам Ти бела. рече македонска публика, како публика сетето живот дека гризе на прва, нема загрева, те прашам. Театар или стендап? Не можам да кажам стендап, иако луѓето ме препознаваат најмногу по тоа, театарот ми е прва љубов, театар. Прва љубов, заборав, нема. Нема. Okay. Театар. Главна улога, серија или филм? Серија. Преми серија одбрал. Серија е боле. Абе, поише епизоди има, филм еднаш. Не, имаш време да се изразиш поубаво за тоа серија. Полесно е. Кај си повеќе свој? Голема сала или интимен клуб? Лале. Клуб сум поише свој, ај потешко за работа. Добро. Што повеќе те возбудува, не за женски? Нов материјал или проверени фори? Нов материјал е, брат, цревата ти се превртува. Завис позитивна или негативна возбуда, не знам. Ако е за поише возбуда и интензитет, нов материјал е увек повозбудливо. Нормално, мислам, ти стар материјал, ми како, дали возам ја, дали си спремен, не знам, идам за македонски брод. Достигам таму, 5 минути у 12 по план. Дали си викам, дечко, ја викам, мислам, утре што ме чека, ова е завршена работа. Стар материјал, тоа брка работа, одма знаеш што е проверено. Така. Што повеќе ти лежи, пак не е нона, да не мислиш нешто. Добро. Импровизација или строго зададен текст? Не, импровизација. Што ти дава поголема сатисфакција? Аплауз или гласно смеење? Гласно смеење е како се Бир Гарден луѓето заборавија аплауз. Ја имав 3 аплаузи, 4.
али тоа се тресеше Али не пивница. престана да се смеат се вика. Да, мислам како не беше нормално. Одамна не сум имал толку да се осеќам на настап у клуб. Стварно беше прекрасно. Добро. Што повеќе те нервира? Публика што молчи и не реагира или публика што те прекинува? Што на телефон и некој добацува нешто. Публика што молчи кога ќе те прекинат со нешто, имаш опција за игра. Али некој што упорно ама не, одамна ми се нема десен ова сега првото. Штам. Да, одамна Мртва природа. не ми си имат, не може да се сетам кога си имат десен. Во што подобро се снаѓаш? Во една долга приказна или оние брзи панчлайнс? Долга, јас сум сторителер комичар, тоа, сторителинг комичар. Значи, долга приказна. Па прича да има, да. Добро. Што повеќе практика? Добро. Кратките форми функционираат повеќе на почеток кога си почетник. Сторителингот ти оди потешко, како се развиваш, си го менуваш, ти се менува сензибилитетот и ферментираш у квалитет нормално. Така. Што повеќе практикуваш? Работа со менаџер или режисер или сам свој газда? Зборевме, ама. У моментов сам свој газда, додека обемот на работа оди натака да стварно веќе полека, веќе мислам дека за година, дена, две ќе ми треба. Гледаме на жена, ти ќе се вратиш да крева телефони и карти. Па не, изборевме за тоа, искрено. Пошто стварно има работа, можам да се поправам на не за 100%. Добро. Што е поболно? Да те хейтаат онлайн или да ти свиркаат на настап? Брат, на настап да ти, фала Богу, него немам тоа доживеано. Фала му на Бога тоа е како тоа е. Антонио, вака само што го кажуваш ми е страв, брат. Само што го спомнуваш ми е како... Замисли, леле, страшно е, кошмар е тоа. Косме ка изгледот. Ајде. Зборевме пред малку, ама ајде. Како сака мајка природа, перика или трансплантација? Трансплантација, мислам, дечко, видја како стои или спие. И за крај најболното прашање. Ајде. Манчестер, Юнајтед или Сити? Немаме Тони, бе, немаме вакви работи, бе. Немаме такви клубови вештачки напумпани, дојдени пред 10 години шампиони да станат. Не е културно. Вакви клубови, бе, 15 тренери за 2 сезони. Ама добро, тоа е фаза во животот како женски кога менјаш една друга дека ја најдеш. 100 милиони, а не вреди ни 100 денара, ој 100 фунти. Добро сега, ама не, сега супер си теравме, разумем, не е коректурално. Ој, како се вика. Не си окей, не со лош печаток станувам од студио. Не, дека јас за Челси сум само, ама вие, нас ни се случува. Не. Малку поинаква катастрофа, ама добро. Добро, има некој за Тотенхем се, ајде. Ето е. Има и некој за Тотенхем. Има некој за Тотенхем се. Бојан Верески, може ли за крај еден вици да ги наспееме за април или да си одиме? Ма немам вицови, ја. Како бе немаш вицови, на секој вакво кажуваш вицови? Добро, го фатиле ромчето, како краде нешто тамо и вика сега сакаш, можеме скроз лабо, така. Добро. Вика, сакаш да те убиеме или да те ебеме? И вика, да ме ебите, чичко. И му дават вазелинче и земал тука. Се мачка тука, се мачка. О, вика, бе, што се мачкаш таму, вика, бе, на газовна мачка? Вика, газот ќе помине, душа ќе боли. Леле, брата, бе, сега не знам, ова маце осетливо е сега поридов со... Не знам дали ќе го ставиш да оди. Ама ајде, ќе го ставиш да оди, ајде. Ки ми го ставиш, ќе оди. Сакаш резервна варијанта? Па не ми текне друг виц у моментов, сега прво на тоа ми дојде. Немавме проблем, порано немавме проблем со вакви работи, ама сега некако сите сме сензитивни, а све е хумор, бе, другари, дајте, бе, не се сезаме, се забаваме. Може да кажам за... Ајде, кажи ти, овој мот извади го сечи, бе. Станува мали Перица, Џокица, мали Бокица, како сакаш, и гледа мајка му и татко му, класична поза, крцкаат креветите, Добро. отвара вратата и почиња да плаче. Неки братче! Ама не ме вика ние тоа, шо прави да... Па ништо братче, ти прави неки братче, го смируват, го прават.
ај 5-6 дена, недела дена пауза, гледаат мирно детето спие. Па они само сега малку поинаку, малку Потивко. Не, џокеј поза. А, џокеј, госпожата, да, одозгора, така, добро. да. Одозгора што ви рекле, ама крскаат тоа, креветите се буди пелица, џокица, како го крстивме. Бокица. Бокица, отвара вратата, која гледа, што правите, бе, вие? Па ти правиме, браше, не, сестриче ти правиме. Неко сестриче, плаче, едва го смириот, цела ноќ не може да заспијат, не ваму таму. Арно, ама, поминува ден, 2, 3, 5, овој мирен, знаеш како потреба, без оглед. Брак не брак, ама потреба е, брат. Па добро, му брак вакви работи нема кога се родат децата, ова ти е фикција малце, ама добро. Не ми е фикција да докажам мислот сега, чекај. Фикција е, добро, И пакарскаат креветите. Само што сега, она како се вика, госпожата напред, господинот од позади, и влага бокица, џокица, како го да отвара врата и вика, неќу ни куче! Слушај, ама све окей ти е со вицов, само имаш маца научна фантастика, на 5 дена секс у брак нема. Научна фантастика имаш сега тука, маца, sci-fi елементи имаш. Знаеш дека си управо? Sci-fi елементи. Аз ти посакувам да бидеш управо за се што го правиш, и не управо него, да бидеш успешен како што си до сега, а Бога ми повеќе, да ти се отворат сите желби театарски и овие стендап и сите други кои ги имаш и да се што ќе замислиш да не ти биде априли лили. Фала ти, Антонио, направивме убав мувет, имаше и теми кои што требаше да ги начнеме, некои теми кои што на други подкасти веројатно не би ги зборувале. Драго ми е и се надевам дека ќе се видиме здравје до година, негде тамо при се крајот. видиме сега на 17. Добро, на 17 април, да, ама Во филхармонија, така? во опера и балет. Опера и балет, пардон. Да, чисто е една референца само за гледачите, тоа е последна изvedба на стендапот со кој што бев на турнеја пред 3 години, све лијада мислам, малку дел од, нели, од видеава што ги зборам на крај викам. Така, не е новата турнеја која Не, тоа нема врска. Ова представа заслужува еден убав крај во голема сала, да се сними, да се заврши, да испратиме во историјата, а новата здравје тамо ќе објавам официјално за некоја недела кога ќе биде све точно. Дај Боже, ама и театар да ти дојдам, а? Да, и до година се надевам ќе зборуваме малку и за поширок пазар, па ќе видиме, се планираме, се спремаме сериозно, па ќе видиме што ќе испадне сега. Менаџер, не знам дали ќе ти треба. За тогаш ќе ми треба после. Затоа реков ја за 2 години ќе ми треба некој, ама ќе издржам уште 2 години. Пиар. Ќе се мачкам тука уште 2 години и јас со вазелин да ми ќе издржам, да не боли душата, ама сега битно е работа да има и здравје, да сме живи здрави. Бојан Велески, задоволството беше мое. Не беше априли лили, беше човекот кој знае да ве насмее, не ни беше целта да ве смееме денес, беше да ви ја покажеме другата, она несмешна страна, сериозната на оние кои несериозно ги представуваат работите, зашто знаете како велат, не сум толку несериозен животот да го сваќам сериозно. Ете, тоа е тоа што би рекле пионерот на смејата во Македонија кога е еден од пионерите кога е смејата и стендапот во прашање. Бојан Велески, а вие драги мои, бидете тука, бидете така, се надевам дека разбравте некои нешта што првпат ги слушате, некои повторивме, ги утврдивме, некои ги демантиравме, ама затоа никаде ништо слично како овде во Ништо лично. Се гледаме за 7 дена. Чао!